Одбранбениот буџет за 2024 година е во висина од историски 2,05% од бруто домашниот производ, од кои повторно 1/3 ќе бидат наменети за процесот на модернизација и опремување. Тоа ќе овозможи набавките на оклопните возила GLTV, оклопните возила Страйкер, системите за противвоздушна одбрана Мистрал 3 и артилериските орудија Боран да продолжат да пристигнуваат согласно договореното. 42 возила треба да бидат, односно веќе се е склучен договорот и нивната испорака треба да започне во декември 2024 година. Согласно договорот во 6 наврати треба да бидат испорачени. Што значи дека не само да бидат испорачени, туку ќе следи и соодветен тренинг и обука на персоналот, односно припадниците на армијата кои ќе управуваат со нив. Барањето кое пристигна пред нешто повеќе од 1 месец е анализирано во Генералштабот на армијата. Таа анализа е завршена и согласно ставот на Генералштабот, кој е суштински многу битен во носењето на одлуката, и дека за жал овој пат не можеме позитивно да одговориме затоа што станува збор за опрема која е дел од нашата формација, односно од употребата на македонската армија. Успешно заврши првата планирана обука. Засега Република Северна Македонија, армијата и министерството остануваат отворени доколку во иднина се појави потреба, се разбира, од дополнителна обука на дополнителен број на нивни припадници, но во овој момент немаме најава, односно немаме конкретно побарување за тоа колкав број на припадници на украинската војска и каков вид на обука ќе бидат извршени. Секој еден кој што е припадник на македонската армија, на Министерството за одбрана, вклучително тука и носителите на политички функции во ова министерство, логично е дека се предмет на интерес на странски служби кои сакаат да дознаат нешто повеќе надвор од она што се соопштува во јавност, меѓутоа се разбира и сакаат да имаат било какво влијание кој што ќе им овозможи спроведување на нивните цели. Особено службата за воена безбедност и контраразузнавање има податоци со кои располага дали и кои се тоа служби кои се интересираат и на каков начин тие се интересираат и дали сакаат да предизвикат некакво пореметување во работењето, се разбира без разлика дали станува збор со откривање на информации кои се од класифицирана природа или пак со влијание токму на носителите на позиции, без разлика дали се политички позиции или позиции во армијата.